Музикотерапијата во светот станува растечки тренд во третманот на разни состојби и нарушувања. Во земјава се уште е во зародиш, а во Гостивар последниве години ја изучува и имплементира професорот по музика Илир Адеми. Музиката многу позитивно делува врз развојот на децата со посебни потреби, ги релаксира и ги смирува, вели тој. Досега има спроведено повеќе работилници со музикотерапија, токму насочени кон дечињата со аутизам, Даунов синдром, церебрална парализа. Во тие сеанси децата развиваат комуникација преку звуци, песна, игра. Јас како родител на дете со посебни потреби увидов дека треба и ова бранша да ја студирам или да се запознам со ова бранша, пред тоа немав искуство такво. Значи, музикотерапијата кај нас е како, да се каже, една нова метода, една нова техника која значи бара исто така работа, посебно бара работа со децата со посебни потреби. Кога станува збор за спроведување ваков вид на техника, најчесто се работи во групи, но се прават и индивидуални сеанси. Се зависи од проценката на музикотерапевтот, вели Адеми. Тоа зависи све од тоа програмата која ќе го направи музикотерапеутот. Значи имаме работа и во групи, но имаме работа индивидуално. Значи имаме деца кои се социализирани во групи, но имаме деца со посебни потреби кои не можат да ја прифатат групата во почеток, но подоцна, значи со текот на работилниците и тие ја прифаќаат. Музикотерапијата не значи дека треба да се користи само кај децата со посебни потреби. Може да се користи и кај децата кои има потешкоти во учењето. Значи не се социализирани, значи се и хиперактивни и така натаму. Значи зависно од музикотерапеутот како ќе дојде до тоа дека детето како го прифаќа, дали во група или во индивидуално. Научни истражувања го потврдуваат благотворното дејство на музичките инструменти врз конкретни човекови органи. Така, например, харфата најмногу се користи во лекувањето на пациенти кои боледуваат од бронхитис и бронхијална астма. Звуците на гитарата најчесто се препорачуваат во лекување на срцеви заболувања, додека пијаното за здрав желудник.